Почитувани, Меѓународниот монетарен фонд во извештајот за Македонија констатира дека кредитирањето во секторот домаќинства континуирано расте и заклучно со 2018 година е на ниво од 25% од бруто домашниот производ. Ранливоста која е идентификувана во врска со кредитирањето на секторот домаќинства е фактот дека дури 40% од потрошувачките кредити ги имаат земено домаќинства кои имаат приходи под просечната плата во Македонија. Ова представува ризик во однос на можностите за сервисирање на овие долгови во случај на економски шокови и ги изложува овие домаќинства на ризик од сиромаштија и должничко робство. Должничко робство, еве до каде ги доведовте граѓаните со сите ваши лоши политики и корупции. Согласно последниот квартален извештај за ризиците во банкарскиот систем, кредитите на секторот домаќинства продолжуваат да растат и на квартална основа и на годишна основа, додека пак корпоративните кредити се намалуваат. Ова покажува дека целокупната економска активност во општеството забавува. Сериозно се забележува кај корпоративното кредитирање, каде што имаме намалување на кредитирањето од 3,2% во третото тромесечие од 2019 во споредба со второто тромесечие од истата година. Забавувањето на економската активност негативно ќе придонесе во реализација на проектираниот раст за 2020 година. Дополнително, на ова треба да се надоврзе зголемувањето на долгорочните кредити за сметка на намалените краткорочни кредити во услови на намалување на инвестициите во основни средства. Ова укажува на фактот дека компаниите се борат со проблеми со ликвидност, поточно во стопанството нема пари. Што повеќе треба да се додаде после вакви фрапантни податоци во македонската економија? По овој извештај на ММФ доаѓа како заклучок она што цело време го потенцирам и говорам, дека граѓаните се повеќе осиромашуваат, па се приморани да земаат кредити за да преживеат, додека компаниите се помалку земаат кредити од банките поради лошата состојба во економијата, односно мислат дека ризикот да инвестираат е преголем. Граѓаните ги доведовте на питачки стап. Тие заслужуваат подобар и поквалитетен живот. Приоритетот на новата влада после 12 април ќе биде токму промена на овие штетни политики со цел подигнување на животниот стандард на граѓаните. Ви благодарам. Прашања?